Двајцата загинати мигранти во јуни годинава се уште не се погребани. Обвинителката Анѓелуша Кадрiju Леши, која го води случајот, вчера во студиото на 1 ТВ рече дека постапката за идентификација е во тек и дека наскоро ќе добијат материјал за едниот од загинатите, пошто двајцата ќе бидат погребани. Обвинителката вели дека не можат без посредство на земјите од кои потекнуваат да ги најдат семејствата на загинатите, додека пак Аде Бутел ни одговори дека ги лоцирало семејствата и веќе им испратило информација за трошоците кои треба да ги подмират. Веќе 4 месеци телата на загинатите се наоѓаат во Бутел, а во меѓувреме расте сумата која треба да легне на сметката на ова акционерско друштво. По однос на државата, сега највеќе би требало уште месец. Во овој процес на идентификација, зошто не се земени во предвид или зошто според вас се невалидни и документите кои Мерсиха спомна дека ги носеле со себе, меѓутоа и идентификацијата извршена од страна на пријателот од Англија? Во моментот кога тие лица биле предадени за обдукција и нивните лични предмети кои што беа доставени, тоа беше само нивната облека, немаше нивни лични документи. Сдруженијето Легис, кој алармираше за случајот, останува на ставот дека идентитетот на лицата бил познат уште веднаш по несреќата. Те има документи во своите джепови, бидејќи доаѓаат од Шри-Ланка, Пакистан и Бангладеш. Беа видливо дека доаѓаат од тие земји, сепак се тоа некои земји каде што има некој уредување администрација. Постапка за случајот има отворено и народниот правобранител. Иџет Мемети смета дека општина Радовиш, на чија територија настапила смртта, и Аде Бутел треба да имаат похуман пристап во вакви случаи. Тоа акционерско друштво треба да постапи на похуман начин, исто треба да постапи и општина Радовиш. Секогаш може да се наоѓаат законски празнини кои грубо прекршуваат хуманост и човекови права. Случајот го води обвинителството за организиран криминал и корупција, бидејќи постои кривичното дело криумчарење мигранти. Ова е прв пат телата на мигранти кои загинале во Македонија повеќе месеци да се чуваат во Бутел. Од МВР вела дека во периодот од 2015 година до 31 октомври годинава животот го загубиле вкупно 23 мигранти, од нив 18 во железнички незгоди. Најголем број од лицата загинале во текот на 2015 година, кога се случиле 5 железнички незгоди во кои загинале 18 мигранти.